Како само за нас македонците да се создадени сите црнила на овој век, оваа позната реченица од книгата Црнила на Коле Чашуле веќе нема да допира до македонските средношколци, нема ни да го прочитаат цитатот "Ајде потпиши дека си конј кога не си конј" од романот Црно семе на Ташко Георгиевски. Двете антологиски дела се тргнати од програмата во средното стручно образование, потврдуваат професори по македонски јазик за Алфа телевизија. Официјално нема никакво образложение од Бирото за развој или од другите образовни институции. Сепак дел од професорската фела се сомневаат дека мотивот за цензура на овие две дела во средното образование е што едното се занимава со состојбата на македонците во Бугарија, а другото со егејците. Дејството во Црнила се случува во 1921 година во Софија, а Чашуле е прв автор кој на ваков начин напишал за македонските црнила, за антимакедонштината. Инспирацијата да го напише делото му бил вистински историски настан, убиството на Ѓорче Петров, идејата да се прикаже осуда на моралниот пат, братоубиството. Идејата е да се прикаже осуда на моралниот пат, братоубиство, забивање на нож во грбот како честа појава во нашата мрачна историја. Видов кревање рака на својот идеал, усмртувањето на Ѓорчето од македонска рака, а во служба на антимакедонскиот народени интереси. За мене станаа символ на македонските црнила воопшто. Во антологиската Црно семе, за која е снимен и филм, се пишува за судбината на група македонци затворени на пуст остров на Егејското море. Идејата е дека никакви насилства, физичка и психичка тортура не можат да го скршат човековото достоинство и да му го погазат чувството за национална припадност. Времето на случување граѓанската војна во Грција, крајот на 40-тите години од 20 век, нешто по Втората светска војна, а во оваа книга е запишан и славниот цитат на Ташко Георгиевски. По нашето село поп и учител никако не успеале да напикат. Бричани без мантија го вратиле попот, а учителот со камења го набркале. И што да потпише? Ајде да потпиши дека си конј кога не си конј. Како што е познато со потпишувањето на договорите со Бугарија и онојот преспа со Грција, Македонија се обврза да интервенира во образованието на децата со странување на делови кои биле навредливи за Атина и Софија. За ревидирање на македонската историја по бугарски терк веќе неколку години функционира и заедничката историска комисија. Инаку ова значи дека овие две дела нема да бидат дел од државната матура по македонски јазик, која што е иста за учениците од средните стручни училишта и гимназиите.